Тешко се менуваат навиките на жителите од подбеласичките села во Струмишко, кои последниве години заради природните убавини во нивна близина се доста посетени. На трите водопади, културно-историските локалитети на планината Беласица речиси секојдневно има посетители, но локалните жители воопшто не се обидуваат да остварат дополнителни приходи. На растојание од околу 10 километри на планината Беласица се наоѓаат повеќе природни убавини и културно-историски локалитети. Но руралниот туризам овде тешко заживува. Речиси никој од семејствата од подбеласичките населени места не издаваат соби за сместување на гостите или посетителите. Неколку локалитети веќе се подигнаа угостителско-сместувачки капацитети, но тие сметат дека треба да се приклучи локалното население. Според нив проблем е што во подбеласичките села нема доволно млади кои претежно се иселени, а повозрасните не се обидуваат да се ориентираат кон туризмот, иако летово и во услови на пандемија имаше странски гости. Се инвестира, но немаме доволно млад кадар за да тоа да допринесе, за повеќе да се истакне руралниот туризам овде. Имаме многу ствари, многу работи овде да се покажат, но како што кажавме, нема млади тоа да го изразат. Поред вас е тоа младите да се вратат и да инвестират за да го потикнат тој. Така е. Овде да останат, ако може тие пари досега што ги сработеле таму, да се вратат тука, да ги вложат овде и да живееме сите заедно сплотено добро. Дека треба да се размислува за искористување на природните потенцијали во руралните средини, сугерираше и евроамбасадорот Дейвид Гир, кој неодамна беше во посета на Југоистокот. I think for people who will benefit from local tourism. Па всушност придобивките кои што би се оствариле од руралниот туризам секако би биле пред се за локалната заедница и за локалното население кое што живее тука и би го подобриле економскиот развој, што би значило дека луѓето кои што доаѓаат однадвор би имале можност да се рекреираат, да ги искористат овие сите прекрасни природни ресурси, би сакале да седнат, да пијат кафе, да останат малку подолго и самото тоа би била една економска придобивка. Општина Ново село има огромни потенцијали за развој на руралниот туризам, но локалното население и понатаму гледа со песимизам на оваа дејност.